На пат за Витлеем. Ликува и весели се ќерко Сионова, зашто јас ете ќе дојдам и ќе се населам во тебе, вели Господ, и ќе се приберат многу народи при Господа во оној ден и ќе станат негов народ. И он ќе се насели меѓу тебе и тогаш ќе разбереш дека Господ Саваот ме пратил при тебе. Овие зборови на пророкот Захарија се радосно навестување за рождеството на Месијата. Бог не најавува дека ќе дојде со сила, но дека ќе се насели меѓу нас, дека ќе влезе во нашата реалност, во нашите домови, во нашата историја. На патот за Витлеем, по кој одиме во овие 20 дена, повикани сме да го откриеме тоа место во себе, а е возможно ако го отвориме своето срце за него. Господ се раѓа за да биде присутен во она што го живееме денес, во уморот, во обврстите, во малите чекори на верност. Ова пророштво не охрабрува да не се плашиме од Божјата близина, напротив, да се радуваме. Ако му направиме место, Христос ќе се насели во нас и ќе не води по патот што води до вистинска радост. Предизвик. Дали се радуваме, дали се веселиме за раѓањето на нашиот Господ? И каква е таа радост? Опити се во овие денови на некој да му навестиш за раѓањето на Господ и со тоа да го направиш да биде среќен, да биде исполнет, да се чувствува радоста во неговиот живот заради тоа што си му навестил дека Господ е со нас, Бог Емануел, да се радуваме, да ликуваме, да му пееме пофални песни. На пат за Витлеем.